Јас сум и за тоа да нема никакви квоти и никакви, да речеме, критериуми за застапување по етничка основа, по партиска основа. Треба да се изберат најдобрите. Но тука се поставува еден проблем. Како, да речеме, тие најдобри, да речеме, ако претпоставуваме во Тетово, 90% од администрацијата ќе се изберат македонци или да речеме турци. Најдобри се, ќе ги евалуираме и турци излегуваат најдобри. Значи, изворот на целиот овој проблем според мене е во исклучивиот етнички печат на партиите. Процентуалната застапеност, зашто ние ќе се суочиме со проблем да немаме работна сила. Нема да биде битно веќе ни македонци, ни албанци, дајте некој да работи. Да биде појасно. Да биде појасно, втора епизода, подкаст кој што треба да отвара теми кои што се актуелни, ама на еден поинаков начин, на еден послободен начин, подкрепен со анализи, со научни сознанија, но и со стереотипи кои што треба јасно да се кажат, за да биде појасно, и се разбира со анкета која што специјално ја спроведуваме за овој подкаст, посебно за секоја тема. Денеска ќе зборуваме за балансерот. Тој збор мене многу не ми се допаѓа, тоа е странски збор. Повеќе станува збор за машина, за компјутер кој што математички пресметува колку луѓе се вработени албанци, влаци, македонци и така натаму, и врз основа на тоа се одредува кој треба да биде вработен. Повеќе сакам да зборуваме за позитивна дискриминација, за интегрирање, за социјализација, за заеднички интереси, за заеднички цели, кои што на крајот ќе завршат во некое заедништво на ниво на држава и на ниво на еден развој и поубави перспективи. На овие теми ќе зборуваме со Џелал Незири. Јас го знам повеќе како новинар, макар што има и силен невладин печат. Работи во невладините организации долго време, и Неда Малеска, Центар за управување со промени. Незири, балансер, како се вика на... Тоа е интернационален збор, на албански, на влашки, како е било? Балансер лу. Тоа е странскиот збор. Баланцуес. Сега кога ме натера да кажам на албански, ќе кажам неколку збора на албански, како воветна. Јас ти правам, јас сум ти колега на овој подкаст. Да се кажеш. Јас ја водам заедно со Столе. Ја водим емисијата. Тендаруар шикуваш јуче на андични, прашња. Почитувани гледачи, вие што не следите, значи ова е еден подкаст кој што се реализира во соработка со престижното радио Канал 77, каде организацијата што ја водам, односно Балканскиот институт за регионална соработка БИРЦ, е партнер во овој проект. Како што кажа и мојот колега Столе, ќе се потрудиме да разјасниме многу прашања за кои што е создадена магла последниве денови во јавноста и за кои ќе говориме заедно со директорката на Центарот за управување со промени, господја Неда Малеска, истакната експертка за администрација и за реформите во администрацијата, како и работник во рамките на низината организација за се она што се нарекува реформа во државната и јавната администрација. Реформ на администратен публика да ще троре. Морам нешто друго да кажам исто така. Мене тоа не ми се допаѓа, ама сигурно така ќе биде. Веќе сме во вториот дел на годината и балансер сигурно ќе биде збор на годината. Балансер, јас бев на една емисија со господинот Тачи и тој вика зборот балансер е без врска. Зашто балансер, вика зборот балансер прв пат го имам слушнато кога отидов за прв пат колата да ја однесам да ги балансирам. Балансирање на гуми, да. Добро, ќе биде збор на годината. Освен нели балансерот, ќе се има и други, има и силна конкуренција. Албанизација, бугаризација, бугарскиот диктат, апархеид, кои беа интересни за изборите, тие зборови. Мене ми е чудно малку нешто друго. Или тие што ја разбираат политиката, ќе речат тоа воопшто не е чудно, ама еве да го кажам тоа. Зашто балансерот директно не го укина владата? Или подобро беше некој друг да им ја заврши работата, Уставен суд?
Мислам дека баш е добро прашање. Ако веќе во стратегијата било поставено тоа, Не што од времето на СДСМ и на... И стратегијата да, но ВМРО ДПМН тоа го промовираше и како ветување, дека кога ќе дојдат на власт, ако ги гласаат нив гласачите, тие ќе го укинат балансерот. И има аргументи за тоа, зашто треба да се укине и можеби тие аргументи беа доволно за да се убедат и Влен вреди внатре во коалицијата и одлуката да се носеше од самата влада. Сега, тука испаѓа, можеби е коинциденција, но тука испаѓа дека ветува една политичка партија, исполнува тоа што има ветувано Уставен суд. А добро, за да биде заштитен Влен, можеби, политичка Да, ма заштитен коректност, Влен, се руши авторитетот на Уставниот суд. Да, веројатно и од друга страна, заради тоа што коалиционите партнери не дискутираат за програмските определби заеднички пред изборите и не формираат предизборни коалиции, туку по добивањето на изборните резултати. И тука настанува тоа неусогласување, бидејќи дел од нашата работа беше иследење на програмите на политичките партии во предизборието. И тукму овие разлики можеа да се видат помеѓу двата сегашни коалициони партнери, Влен и ВМРО, а тоа е дека јасно истакнатата определба на ВМРО и во предизборието дека балансирот ќе биде укинат, од друга страна немаше таква реторика од страна на Влен и предпоставувам дека тој меѓусебен отсуство на договор во предизборието може би еден од начините како да се пренебрегне токму на овој начин. Влен имаше некаде во програмите дека треба да се донесе нов закон. Имаше и ВМРО услов, значи јавно тоа го имаат кажано во предизборите. Услов ако некоја партија од албанскиот политички корпус сака да биде наш партнер во владата, еден од условите е да се согласи со укинување на балансерот. И тоа беше баш интересно прашање, зошто да се остави на Уставен суд, а да не се укинува од самата влада, што нели, ако тоа е услов, значи вреди се согласиле со тоа. И уште нешто, сега имаме ние амандман 5 од рамковниот 6 од рамковниот договор, што е дел од уставот. Точка 4 од основните принципи на рамковниот договор е недискриминација и правична соодветна застапеност. И сега имаме уставна обврска за таа правична застапеност. Ама и во тоа начело на рамковниот договор се види дека треба да се сочуваат и принципите на мерит системот. Значи да не биде клуч самата етничка припадност за да се стигне до работното место. Да, за етничка припадност, ама пред се да и за квалификации, квалитет. Имаме мерит. Искуството до сега покажа, бидејќи балансерот како инструмент се користи само во органите на државната управа, значи дека се користи во потесен опфат на администрацијата, меѓутоа, ние можеме да видиме дека ова начало на соодветна и правична застапеност се применуваше и во судството, во јавното обвинителство, се применуваше во полицијата, во армијата. И во самиот Уставен суд. Каде што практично и не постои во оваа алатка балансер, значи нема ниту законска обврска за нејзино користење. И тоа мене ми упатува дека можеби како држава сме постигнале некаква политичка зрелост после сите случувања, подпишување на рамковен договор и согласност од страна на сите политички актери дека една долгогодишна неправда треба да се исправи преку соодветна и правична застапеност на помалите етнички заедници во институциите на системот. Така што она што јас го гледам е дека и без алатката балансер веќе созреваме во таа насока да водиме сметка. Кога зборувам и во институциите каде што не се применува, велам и во здравството. Можете да ја видите статистиката на
поранешното Министерство за информатичко општество и јавна администрација, сега Министерство за јавна администрација од изминатите години, дека и таму каде што не функционира балансерот, водиме сметка за соодветна и правична застапеност. Односно сме го прифатиле ова уставно. Јас ќе бидам малку поград, ја не сакам да зборувам за зрелост. Нашите партии не може тој збор да го потребиме за нив. Овие 30 години нашите политичари. Повеќе мислам дека е за брутален, суров, соголем меѓупартиски пазар. Таа партија, тие места, оваа партија, тие места, при што, еве, се испоставило или се поклопиле коцките да коалиционите партнери по албанска или по ромска или по српска основа вработиле партиски членови. Затоа што мојот став е следниот. Ја балансерот сакам повеќе како машина да го гледам, како алатка и по тој аспект може би Уставниот суд добро постапил. Затоа што не се брише, не може да избрише, треба да се смени уставот, правичната застапеност, равноправност, правда и така натаму. И сега, дали нова машина ќе измислат или ќе направат некој подетален, попрецизен закон кој што нема само етничката основа да ја третира и да ја обработува, туку како решение ќе бидат понудени и насоки во правец на позитивна дискриминација по секој основ, и по полова, родова, социјална, значи за сите ранливи категории. Затоа јас сакам на почетокот да почнам со нашите искуства. Ќе прашам и вас, дали вие сте имали искуства со балансерот или со таа етничка, пропорционална, правишна застапеност. Зошто реков ја позитивна дискриминација? Мислам дека и во наративот овие денови се спомена позитивната дискриминација по секој основ, не само на квотите се етничка основа. Например, имавме квоти во образованието, така, за прием на студенти на факултетите. Тоа од порано го имаше. Например, имаме моето искуство пред 2-3 дена е врзано со бранителите, со нивните права. И сега е интересен и тој актуелен закон за правата на бранителите. Политичка игра, ама интересен е секојаш за обработка и за анализа. И сега еден пријател вели, а нели по закон бранителите и нивните деца без надоместок, бесплатно може да студираат, значи да не плаќаат партиципација и бесплатно да бидат сместени и да живеат во студентски домови и во ученички домови без да плаќаат надомест, кирија или како и да се вика тоа. Значи, бранителите по основ на тоа што се жртвувале за татковината, за државата, затоа што на државата вложиле во незината одбрана и така натаму, добиле некоја привилегија која што е позитивна дискриминација во поглед на остварувањето на правата. Но колку што можев јас да прочитам, 2020 година, 2021 година, 2 години поред, имало назадување во процесот, значи имало минус половина процент албанци во етнички албанци во. Не би рекла, Анџела. Еве ги податоците баш пред мене се и од тие причини. Не, сакам да кажам и балансерот не дека балансирот толку како што се прикажува ги полнел, да речеме, институциите со етнички албанци или другите етнички групи. Но јас се сложувам со тоа дека тоа не се користел за правично застапување од етничка гледна точка, туку правично застапување, партиско правично застапување. Може ли тоа Добро, ќе го искоментираме и тоа. Внатре етничките групи вие имате дискриминација, што не можеш ти да стигнеш до работа во државна јавна институција без да одиш да се сликаш со, не знам, без партиски грб. Да. Со лидерот на огранокот. Не партиски, членска карта ти бара. Членска карта, да. Јас не познавам некој што така аплицирал, па бил примен. Сите оделе преку партиски штабови. Точно. Има исклучици кои што го потврдуваат правилото. Например, само неколку работи, ако може да се навратам на оно што го рековте. Првен, јас како механизам мислам дека уставното начело на соодветна и правична застапеност не може да се имплементира ако нема некаков механизам, и ако институциите не применуваат механизам, иако ви велам дека има и добри практики, ама и тие добри практики, како што и вие споменавте, се резултат и произлегуваат од Охридскиот рамковен договор, дека ќе се грижиме
понатаму, после конфликтот, за определена застапеност на етничките заедници. И сега, ако немате механизам, некаде заради свеста или заради партиските договори, и тоа е легитимно вашата дискусија дека може би договор помеѓу коалиционите партнери па се распределуваат местата, а од друга страна такви механизми кога не прашавте за пример, еве уште еден таков механизам е изборниот законник, каде што морате да имате застапеност на помалку застапениот пол во законот на изборните листи. Така да и тоа ја обезбедува застапеноста на жените во политиката и структурите за одлучување, бидејќи свеста што бидејќи претходно не постои апсолутно, мажите не покажуваат некоја свест, они правеа и финти. На 20... Не покажуваат политичките партии. Не покажуваат, да. Зборувам и за мажите сега пред се. Затоа што на тие доминирани 20 Они се договараат. прво што правеа 17, 18 и 19 место и после бореше со законот да им кажат меѓу првите 10 и на прво и на второ место да биде задолжително жена. Значи со дискриминација се решава дискриминација. Тоа јас би рекла дека се и тие и овие механизми за правична застапеност се афирмативни мерки. Кога вие како општество не можете долго време отсуствува дали жени во политика или одредена етничка група застапена во структурите на системот, јавната администрација треба да биде на некој начин репрезент, да ги отсликува, да отсликува државата, општеството, да ги отсликува состојбите. Така да, ако вие не успевате да постигнете никакво помрднување, некогаш тие механизми се неопходни. Но сега околу процентите, Джилал, сега да ти речам, податоците на регистарот, значи овие се официјални податоци на државата, на регистарот на Министерството за јавна администрација, викаат во 2023 година дека бројот на албанци во јавниот сектор, значи во сите институции на јавниот сектор е 22%. Во 2007 година тој бил 10,8%. Значи ние имаме 2015 дали имаш а во 2022 20,6%. Значи ова се некои податоци кои што ги извади в регистарот, почнува да се води некаде во 2016 година, регистарот за вработени во јавен сектор, или 15-та, не ме држите за збор, а другите податоци се оние што ги собира народниот правобранител или од Завод за статистика. И сега тие малку се нели дискутабилно кои податоци, меѓутоа реално има прогрес и сега ако имаме 22% прави за речеме застапеност на етничките албанци во јавниот сектор, тоа зборува за сепак една промена на и структурата на администрацијата. Не е надминат тој процент 24,5 колку се процентуално. И сега мене ми е малку да се каже тоа, соодветно. затоа точно тоа ми е дискусијата. Соодветната и процентуална, па не соодветната застапеност не значи процентуална застапеност. И ние кога се доносеше балансерот кој ги следевме овие реформи во јавниот сектор, па и сме работеле во некоја рака поблиску со Министерството за јавна администрација на законските решенија, тогаш беше проблематично бидејќи вие го врзувате балансерот со процент од населението, ама не со процент на работоспособно население, пошто вие имате, како да речам, застапеност, ама дел од нив се пензионери, дел од тие млади, и вие немате, точно и сега вие одеднашка сте под притисок, не знам, во краток пременски период од неколку години, да ја постигнете сета неправда што па немате ни толку квалификуван кадар и тугаш веќе почнува дискусијата каде се компетенциите, каде се стручноста и така натаму. Не се преиспитува само на албанците, турците, ромите, туку и воопшто и на македонците, мислам, целиот тој концепт, бидејќи партиските влијанија се многу силни. И како што рековте, уште едно истражување да го вкрстам овој податок, кое што го правевме како ЦУП, околу дискриминацијата ни покажа околу кои се основите на дискриминација. Порано, ако
националното чувство било еден од, да речам, дискриминаторските основи или етничката припадност или пак сега истражувањето ни покажа дека главниот основ на дискриминацијата според граѓаните и албанци и македонци е вработувањето. Значи глав основ, значи они сметаат дека најмногу се дискриминирани при вработување и јас врз која основа. Тоа кога ќе го интерпретирате зошто албанските граѓани се сметаат дека се дискриминирани врз партиска основа. Врз партиската. Ова што вие го кажавте дека одеднаш овој концепт на плурализам и помеѓу албанскиот политички блок, повеќе политички партии, одеднаш нашите сограѓани албанци сваќаат исто како и македонците дека ако не припаѓате на одредена политичка партија, вие не можете да се вработите, немате еднакви можности да се вработите во јавниот сектор. Ја повеќе сакам да зборам за подоба на партиски плен. Значи, тие термини се наметнати, ама не се реални, не се соодветни на тоа што се случува, албанизација. Повеќе сакам да зборувам за како поточни термини дуизација, ваморизација, самизација. Дуи и албанските партии го научи и добро почна да го прават, уште подобро можеби, тоа што го правеа СДСМ и ВМРО-ДПМН. Ако СДСМ владееше десетина години, институциите каде што нивните министри беа, нивните раководители, се полнеа исклучиво со партиски кадри. Ретко кој некаде ќе заскета, има и такви примери. Еден исклучи има, например, исклучок од Штип, во една институција требало да примат, не знам, режисер, ама на списокот на партијата го нема. И имал стреќа, му се пострекило, а морале да го примат, да ги искористат парите, дека им ги земеле за вработување. Треба да ги вратат. Треба да го најдеме, зашто тој е исклучок. Да, тој е интересен исклучок. Значи, сакам повеќе да зборувам за партизација. Таму кај што ќе влезе ДУИ и изворот вработува своји луѓе. 99% од членовите на ДУИ се албанци. Значи, изворот на целиот овој проблем, според мене, е во исклучивиот етнички печат на партиите. Која ќе се микса тоа и која ќе се почне да се функционира политичкиот живот, кој почне да функционира на идеолошка основа, можеби ќе се променат работите. Имаше исклучоци. Например, Штип Кочани имаше македонци кои што се зачинуваа во ДУИ за да добијат дел од директорските места што ДУИ ги добила, например, по Источна Македонија. Имаше во Штип директор на пошта. Беше македонец, тоа директорско место му припаѓа на ДУИ. Добро, и албанци имаше во СДСМ, и има се уште, да. Тоа значи дека администрацијата секогаш се сметала за политички плен, да речам, подоба на пленот, буквално. Плен на политичките партии, но како хиени, единствено нешто што ќе се надмина, гледам дека сега се случува со младите, е тоа што државата повеќе се отвара кон надвор, повеќе можности младите имаат за вработување во приватен сектор, дури да работат за други држави, а при тоа да живеат во Македонија, преку сите овие онлайн методи, механизми на работа, што ќе го направи јавниот сектор веќе не толку атрактивен за работа и веќе почнува да се случува. Да, па еве сега ги гледавме процентот на пријавени кандидати на огласите на Агенција за администрација. Многу е мал тој број, од 3 до 5 пријавени кандидати по работно место во просек имате во изминатите неколку години. Тоа не е ништо, вие више не можете ни да изберете. Ние веќе нема да се пребројуваме, бидејќи за мене е малку вулгарно кога многу се сведуваше овој балансир со процентуалната застапеност, зашто ние ќе се соочиме со проблем да немаме работна сила. Нема да биде битно веќе ни македонци, ни албанци, дајте некој да работи, мислам, а во јавниот сектор, па исто така, бидејќи ќе стане не толку атрактивен, ќе требаат луѓе со квалитети, со компетенции, но и ќе требаат... Добре, и уште еден аспект, јас мислам дека е важно да се спомене, дека проблемот е што вработувањето и администрацијата, државниот апарат е сведен на решение за социјални проблеми на луѓето. И сега се губи целта на функционирањето на администрацијата. Зошто администрацијата треба да функционира? Што подразбира администрација?
Администрација подразбира Услуга на граѓаните. услуга на граѓаните, услуга на бизнисот. Квалитетот на услугата И јас администрацијата ја гледам или треба да ја гледат повеќето од граѓаните како што ги гледаме лекарите. Ние кога одиме на, значи кога имаме потреба од добар лекар, ние не прашуваме барам, не знам, јас сум албанец и барам лекар албанец, што го прашуваме кој е најдобриот лекар. Дали е Столе, дали е Джелал, дали е... И тој го бараме. И во Тетово, значи има многу случаи кои што иако има јазични проблеми и бариери во комуникацијата, сепак бараат кој е најдобар. Ако е Борче најдобар, Борче ќе го бараат и албанци, и турци, и сите. и граѓаните како се паметни кој треба за здравството, а вака за кој примаат не е битно во администрација. Значи истото Не ја почитуваат администрацијата, ако размислуваат како што размислуваат за докторите, кога примаат од администрација, многу поинаку ќе биде, поефикасно. Истото, нас ни требаат способни луѓе во администрацијата. Јас сум и за тоа да нема никакви квоти и никакви да речеме критериуми за застапување по етничка основа, по партиска основа. Треба да се изберат најдобрите. Но тука се поставува еден проблем. Како да речеме тие најдобри, да речеме ако претпоставуваме во Тетово, 90% од администрацијата ќе се изберат македонци или да речеме турци. Најдобри се, ќе ги евалуираме и турци излегуваат најдобри. И како тие сега ќе комуницираат со граѓаните, со бизнисот, како ќе ги услужуваат нив, на кој јазик ќе зборуваат. Значи тука веќе ни се наметнува таа јазична политика. Сакаш да кажеш дека во светот, светските искуства, јазикот е пресуден. За да може да... Јазикот е средство за комуникација. Например, француски и англиски треба да знаеш, така, за тоа зборуваш. Да, јас зборувам за јазична политика која кај нас ја нема. Што подразбира таа јазична политика? Дека ако бидеш вработен во администрација, значи кај што над 20% се говори одреден јазик кој што не е твој, тогаш треба да го знаеш тој јазик. И може јас согласувам, одно патриотите ќе те стрелат за вакви ставки, речат лингва франка, македонскиот јазик. Од другото, треба сите македонски да го знаат. Во јавната администрација можеби треба сите да го зборуваат македонскиот јазик и да ги зборуваат јазиците на останатите етнички заедници, особено заради тоа што точно заради ова што го поттигна Джелал, дури во етнички средини каде што имаме доминантна албанска популација, има и македонци, значи и они треба да го остварат правото, значи треба на македонскиот јазик ми се чини дека во делот на јавната администрација не говорам дека во тие средини македонците треба да го знаат албанскиот или турскиот јазик, ако администрацијата е сочинета со 90% турци, зашто тие биле најдобри во огласот и така биле примени по мерит систем. Администрацијата треба да го говори нивниот јазик. Ако да речеме во општина Тетово 20% или 30% се македонци, тие не треба тие да го научат јазикот на кој што административецот говори. Административецот треба да го говори нивниот јазик, зашто тој е платен од нивна страна. И тој мора да зборува со нивен јазик. Значи мислам дека тоа е и со уставот тоа е решено. Дека и на локално ниво секој јазик кој е зборен над 20% е исто така официјален. Да поедностави, например во Шуто Оризри може македонец да биде вработен на тие шалтерите, ама треба да го знае ромскиот јазик за да може поефикасно да ги врши тоа ми услугите. Јас ќе бидам и похрабар, јас не сум пошто факултативно да не се изучува албанскиот јазик и другите јазици на другите етнички заедници. Кај нас тоа, еве например со влашкиот јазик ќе кажем како Лакрдија го направи. Додуше нема никој да предава, има факултативна можност, ама речи си да нема општина каде што таа можност е функционална. Така да секој јазик е богат. На хартија постои поминално работи. Збор, меѓутоа велам дека во администрацијата сепак мислам дека треба, апсолутно, и па и од тие причини имаме и правични соодветна застапеност, нели, не само на одредени етнички заедници, туку и заради комуникацијата со граѓаните. Во подрачјето, таму каде што живеат, мене па све ми се чини ова малку со
доза на сарказам го кажувам, се чини ки си изумрат сите јазици, англискиот ќе остане. Така некако сите не веа што ќе вие друг јазик да изучувате, кој веќе тој станува основен јазик на комуникација. Но се разбира, тоа не се однесува за нашата држава, но сакам да кажам дека да, граѓаните треба да можат да комуницираат со администрацијата и дека од тие причини и сите овие напори за обезбедување на начин на кој што може да ги добијат соодветните услуги. Првен, во делот на балансерот, апсолутно проблемот беше и во методологијата за соодветна и правична застапеност, дека вие ги гледате процентите на територијата и во институцијата и врз основа на тоа објавувате оглас, каде што има предзнак се бара албанец, турчин, ром, македонец и така натаму. И бидејќи, ако се растанува збор за Западна Македонија или за Источна Македонија, каде што доминантно ви живеат албанци, или ваму во Источна Македонија, каде што доминантно ви живеат македонци, турците и ромите прво никако не можат да излезат во таа алатка балансер во преден план. Значи имате проблем да вработите од другите етнички заедници. Балансерот е математичка алатка, таа ви пресметува по број на население. Таа е дигитална алатка, објавена на веб страницата на Министерството, ја гледа вашата институција. Сега замислите општина Тетово, каде што има доминантно вработено со, да речам, вработениот албанска етничка припадност, тоа се излегуваат македонци, а вие едноставно можеби и немате таков профил на кадар, во тој момент ниту па има интерес. Ви кажувам колку се намалува веќе интересот и на граѓаните. И вие континуирано го поништувате огласот или пак правите други маневри и злоупотреби, вработувате луѓе во Источна Македонија. А повеќе пријател од Грончевица. Да, се договарате, ти ќе вработиш, бидејќи ќе ти излезе по балансер албанец во Источна Македонија, па после по пат на мобилност ќе ми го префрлиш мене, а јас ќе ти го дадам тебе, овој македонецот, пошто мене ќе ми излезе македонец за вработување. И значи тоа веќе не е систем на заслуга, можете да замислите каква манипулација е тоа. Тоа е сериозно безобразна манипулација на системот. Значи веќе не станува збор и за квалификации, па дури ни за не знам како да речам, вовлекување на повеќе инстанци во сите тие манипулации околу работните места. И мислам дека стварно мораме да го надминеме таа состојба. И сега балансерот ние во нашите препораки, кога ја правевме оваа анализа уште пред 2 години, кога ниту Уставниот суд се изјаснуваше по овие прашања, ние баравме, односно дававме предлог за преодни решенија, бидејќи бевме внимателни дека ова е чувствително прашање и дека може да ги подгреем нагласт може да биде опасно. Страстите апсолутно да се искористи од страна на разни политички субјекти, да подгрее нетрпение, и мислевме дека треба малку повнимателно да се оди со тие преодни решенија, односно да се води сметка само таму каде што нема доволно застапеност, при тоа да огласите не се објавуваат со предзнак на етнички. Со етнички предзнак, да, а сепак некаков механизам и со законот кој што го најавува владата ќе мора да постои, бидејќи секогаш постои опасност дека после известно време повторно ќе се вратат старите навики и дека нема да се води сметка за правичност, исто како велам во оваа ситуација за албанците, исто како квотите за жените во политиката. Сигурна сум дека таму каде што ги нема на градоначалничките места, вие не можете да ви најдете жена градоначалник. Веќе друго прашање, може мажи се, а жени да се кажуваат, така и тоа што ќе се прави, не знам тоа. Но и уште една работа, само ако може Столенова што во решенијата тоа е, да. Во однос на решенијата цело време зборуваме како да се засилат критериумите за вработените, никако дебатата да се префрли како да се засилат критериумите за оние кои што ги предводат институциите, односно директорите на Вие работевте на закон уште 2018 година беше законот готов за закон за високи раководни служби, се викаше?
Да, законот за висока за раководна служба за жал не помина во собрание, иако беше поднесен, беше повлечан. И сега тој закон предвидуваше дека сепак некаква компетитивност ќе има помеѓу овие највисоките раководители, оние што Предлагавте да не може било кого да стават, мора да има одредени. да има Директори селекција. Добро, јасно е зашто не на помина конкурс. сега. Така На јавен е. Треба конкурс. со свој камен по глава да. Видите, искуствата на ОЕЦД зимите покажуваат, ја немам дилема дека политиката ќе има влијание. Мислам, не сум толку наивна, сакам да кажам. Идеалиста. Ниту па то. Меѓутоа, и искуствата и во други земи покажуваат дека вие сепак имате некаква конкуренција, дека тие кандидати треба да ја кажат визијата како ќе ги предводат институциите, што ќе постигнат, дека некој ќе ја следи нивната работа врз основа на она што кажале дека ќе го постигнат, дека ќе бидат отчетни и одговорни за тоа што го сработиле или не го сработиле, и дека сепак во таа конкуренција на крај оставено, например во британскиот систем, оставено е последниот човек, премиерот, министерот, зависи од тоа, или управен одбор, зависи кој е институтот надлежен за назначување на овие лица, да одлучи, но меѓу тројцата најдобри кандидати. Најдобри. Најдобрите Има интервју кандидати. дискрециони права. Меѓутоа да, и таму има дискреционо право. За Сега тројцата. ќе се вратам, за тројцата најдобри. Белгискиот систем и португалскиот немаат такво право. Например, они имаат посебни ентитети, посебни институции кои што водат сметка за регрутација на високите раководни кадри. И они му предлагаат на министерот или на премиерот кој е најдобро избраниот кандидат, и тој кандидат ја добива работната позиција. Значи, се темели вистина на мерит систем. Без се смета дека доколку човекот, жената, тој таа се чувствуваат македонец, албанец, да. кои Ние, се смеам, ние, добро. компетентни и кои се чувствуваат подготвени да работат во јавен интерес, да ги предводат институциите, да придонесат кон некое повисоко општествено добро, дека имаат право да конкурираат, и на тој начин најдобриот кандидат. Значи, кај нас Се се и плашат. компаниите исто така ги бират директорите, или потоа и директорите кога се притиснати да испрачуваат резултати при вработување, нема да го интересира што е неговата етничка религиозна припадност. Има две Кој е реченици. добар, Да. кој не е добар. Си ги земе најдобрите за да покаже сами од себе резултати. И затоа мислам дека реформите требаше од Да овој почнат закон. точно од тука. Джела, знаеш што е проблемот? Има две реченици кои што токму го потврдува тоа. Која ќе ни биде државата, која политичарите што доаѓаат во политиката на високи функции ќе почнат од приватните фирми кај што се тие критериуми да ги употребуваат при вработување, тоа жика може да тргне работата. Може би интересни примери се, како да го наречам тоа, зашто не поминал тој закон, да вулгаризирам, Deep State, се плашат од длабока држава, дека они после ќе ги контролираат политичарите, нема да имаат влијание. Па затоа администрацијата се претвори во длабока држава која што, без разлика која е на власт, главните политики и пологи она ќе ги влече, да вулгаризираме. Може би како добар пример е како да се спречи тоа, како менување на чорапи, да се менува етничката припадност, зависи која услуга сакаш да ја искористиш, дали во работно место, дали некои други привилегии, поглед на образование, социјала и така натаму. Дали може би има такви искуства во Швајцарија, да не смееш, ако искористиш една таква услуга во наредните 5 или 10 години, да ја менуваш етничката припадност. Макар што има право, чувствува тоа, утре се чувствуваме с ким. Па јас би го зебала примерот на Јужен Тирол, бидејќи тој го разработивме вака малку подетално во Италија, каде што таму се повторно околу јазичната политика, таму се германскиот и италијанскиот се официјалните јазици на Јужен Тирол. Ладинскиот е трет официјален јазик во општините, и сега, например, има квоти, јазични квоти во таа провинција во Болцано, каде што секој кој што дава изјава за јазична припадност, значи вработените За етничка, за јазична. за јазична припадност, да, Можеме таа само декларација
само декларација се користи при вработувањето единствено во јавниот сектор. Значи, вие кога еднаш ќе се изјасните, има одредено временско траење од 5 години, како се идентификувате со која јазична, со која јазична група или јазична припадност, и на тој начин се обезбедува таа рамнотежа помеѓу јазиците и таа рамнотежа и помеѓу ова што го споменавте и претходно, услугите кон граѓаните и познавањето на јазиците кои што се користат. Јас ги спомнав и амбасадите. Значи, кога амбасадите ќе објават конкурс, тие ќе кажат дека ќе ги наведат критериумите и дека зборувањето на, не знам, албански јазик е предност за кандидатите. И зошто е тоа така? Зашто знаат дека имаат да користат поинаков речник, ќе се земе. Зборат и со луѓето. И така и во администрацијата при вработувањето. Зашто јас познавам многу македонци кои зборуваат перфектно албански. Знам јас, да. Сега, што има врска, речеме, ако тој е административец и јас одам, зборувам со него, завршувам работа, се враќам дома, што ми нема да биде од интерес што етничка припадност има тој. Ако го знае, речеме, во Тетово албанскиот јазик. Или во Врапчиште, ако го знае турскиот јазик, зашто таму и во Костива, мислам дека и турскиот е во официјална употреба. Да биде појасно. Позитивната дискриминација како таква е добро позната категорија во рамките на многу голем број на земји, регулирана и со устави на државите, и со посебни закони, и со меѓународни договори, е нешто кое што е сосема прифатливо и јасно. Значи, целта на позитивната дискриминација е инклузија на групи кои што се или историски имале помали права, биле обесправени, или пак на групи кои што едноставно се малцинства во општеството, па ги вклучуваме во сите процеси, односно им обезбедуваме можност да бидат вклучени преку посебни мерки. И тоа е позитивната дискриминација како таква. Сега, повторно ќе речам, ова можеби некој подобро ќе го дефинира кој што е експерт за човекови права, нели се бави со уставно право, со меѓународно право, меѓутоа во суштина тоа е позитивната дискриминација најопшто земено во светот. Каков треба да биде законот кој што се најавува, кој на некој начин треба да го замени балансерот, и дали основата треба да биде таа позитивна дискриминација во секој поглед, не само етнички за кој сега зборувавте? Видете сега, во секој поглед малку е преширока формулацијата. Да, апсолутно дека може да се размисли за мерки, односно одредби со кои што би се мотивирало, например, вработување и на лица со посебни потреби, кои што традиционално потешко ќе влезат во на работно место. Не зборувам некогаш и поради законски пречки, зборувам и поради фактички пречки, состојбата во зградите, можност за пристап до работното место и така натаму. Јас чинам дека во родова смисла или во смисла на пол ние имаме една рамнотежа, ако го погледнеме податоците од регистарот за вработени во јавниот сектор, значи има рамнотежа. Немаме некој отстапување дека премногу се мажи или премногу се жени вработените во јавниот сектор или во јавната администрација. Така што да, може да се размисли дека има и други категории на граѓани кои што можеби треба да бидат опфатени со посебни мерки, лица со посебни потреби, можеби маргинализирани лица или лица од семејства кои што биле социјално загрозени, земајќи ги предвид прописите за социјалната заштита и така натаму. Во делот на етничката припадност или припадноста на заедница, мислам дека многу е тешко да се утврди како треба да изгледа законот. Зошто? Бидејќи тоа е пред се една политичка одлука. Значи, ние апсолутно дека и понатаму по вчерашната одлука на Уставниот суд го имаме начелото на правечна застапеност како начело уставно. Исто така тоа начело е пропишано и во законот и понатаму, значи тоа не беше укинато. Укината беше само алатката балансер која што да ви кажам наједноставно беше едно онлайн калкулаторче во кое што внесуваш вкупен број на вработени и внесуваш по институција колку планираш да работиш до година и калкулаторот вади од која етничка заедница треба да бидат. Тоа беше спорното, а инаку како треба да биде, постојат многу компаративни примери.
може да биде процес на селекција еднаков за сите. Тоа го кажа вчера чина ми председателот на Уставниот суд, може да има еднаков процес на селекција, пример, во кој што ако двајца кандидати имаат исто бодови и се најдобро рангирани и не може да се одлучи помеѓу едниот или другиот, тогаш ќе превагне етничката припадност. Например, ако македонец или некој од помала етничка заедница стигнат до 100 бодови во фаза на селекција, изборот помеѓу овие двајца да биде направен така што ќе се, да речеме, му се даде предност на оној кој што од помала етничка заедница. Значи, тоа е суштината. Проблемот со досегашниот балансер од уставно-правен аспект, ако јас добро го толкувам оно што Уставниот суд го кажа, е исклучувањето на сите други кои што не се од она утврдена според балансерот етничка заедница во процесот на селекција. Значи, се објавува по јавен оглас за работно место, се објавуваше до вчерашното укинување и се велеше се бара еден извршител од албанска национална припадност. И испаѓа дека никој друг не можеше ни да конкурира за работното место. Сакам да кажам, проблемот со балансерот како таков беше неговата начинот на кој што се исклучуваа сите оние кои што не беа од посакуваната етничка заедница, се исклучуваа од процесот на селекција, односно воопшто не може ни да аплицираат за работното место. А инаку апсолутно дека правичната застапеност можеме на различни начини ние да имплементираме во законите. Како тоа ќе се направи, како треба да се направи, постојат различни решенија. Може да ги погледнеме компаративните примери. Невладините здруженија имаат и направено студии, може да речеме во известен временски период дека и не ни требаат посебни одредби. Може го имаме начелото како такво, значи принцип во законот на правична застапеност и во уставот, меѓутоа на секојдневно рамниште, бидејќи сме постигнале некој баланс, нема да имаме посебни мерки. Ќе си биде иста постапката за сите. Значи, како тоа ќе се направи, тоа е пред една политичка одлука, односно механизмот треба да се изнајде низ еден диалог, каде што пред се ќе се размисли подолгорочно како тоа треба да се спроведе. По мене, јас искрено мислам дека во овој момент нема потреба од никаква алатка налик балансерот. Ние можеме да во иднина да имаме само начело на правична застапеност, која што не мора ниту да се предвидува во подзаконски акт со нешто налик балансерот, алатка и слично, туку треба само да се внимава. Ние веќе имаме баланс во системот. Значи, ако ги погледнеме податоците од регистарот на вработените во јавниот сектор, апсолутно горе-доле тука сме. Значи имаме од прилика правична застапеност на сите етнички заедници. Дури можеби повеќе од реалната, значи ако ги гледаме податоците од пописот, дури можеби оние кои што не се множество во Македонија ги има повеќе во јавниот сектор од што ги има на ниво на држава според пописот. Да, ама поделни институции имаме и дисбаланс, имаме голем број македонци на едно место, помалку од етнички заедници и обратно. Имаме и цели министерства каде што имаме дисбаланс. Има апсолутно, има и во локалната самоуправа, меѓутоа балансерот тоа не ни го реши. Апсолутно не. Може да видиме и самите дека порастот на вработените најголемиот во јавниот сектор е меѓу 2006, ако не грешам, и 2012-13 година, и тогаш порастува и бројот на вработени од заедниците, како што вели уставот, кои што не се мнозинство, а после балансерот тоа не се подобри. Така што очигледно дека се фаќаме или се бориме, или оние кои што се борат за алатка или софтвер или калкулатор, како и да наречам балансерот, кој што не функционира. Постојат многу начини. Ова е сепак материја која што се уредува со подзаконски акт, методологија за планирање на вработување. Во подзаконски акт може секако да се уреди тоа. Тоа ми е зборот дека борбата за балансерот е неоправдана, бидејќи балансерот ништо особено не им значеше на граѓаните, ниту пак им помогна да влезат во службата. Напротив, само создаваше една плюс препрека, каде што оној кој што сака да влезе во службата, ако види оглас за албанец, а е македонец, мораше да даде изјава дека албанец за да конкурира. Тоа е единствено што се постигна со балансерот. Барем последниве години, можеби на почетокот имаше поинаков ефект. Да биде појасно. Јас би кажал дека во овој момент не треба да се брза со евентуално ново законско решение. Според мене е побитно тоа законско решение, евентуално, потенцирам, да биде квалитетно, да биде содржајно и да биде долгорочно, но најважно од се е да биде согласно уставот.
Што ќе биде основата на законот кој што ќе го подготвувате, како што рековте, за кој не сакате да брзате? Дали таа позитивна дискриминација при вработувањата ќе биде вградена внатре? Видете, морам да ве демонтирам, ние како министерство не подготвуваме нов закон. Јас кажав и пред малку дека треба да се најде соодветно решение затоа што правичната застапеност на етничките заедници е уставна категорија. Не би сакал повторно да се доведеме во ситуација каде што Уставниот суд повторно би укинал некои одредби од постоечките закони. Министерството за јавна администрација е носител на овие два закони, каде што во рамките на овие два закони би можело да се најде некакво решение, но сепак тоа треба да е плод на една експертска анализа, на една широка дебата, јавна расправа во која што би се вклучиле сите заинтересирани страни. Тука пред се мислам на експертите кои што се однесуваат на реформите во јавната администрација, академската заедница, но исто така би сакал да потенцирам дека во рамки на владината коалиција постои политички капацитет да се отвори диалог со кој што ќе се најде соодветно решение кое би било согласно уставот. Балансерот во минатото како дигитална алатка за правична застапеност на етничките заедници бил злоупотребуван. Значи сме имале случаи каде што македонци се пишувале албанци, албанци македонци, или пак припадници на други етнички заедници се пишувале македонци или албанци. Ние како министерство превземавме одредени чекори за да ја изрегулираме всушност методологијата или формулата за правична застапеност на етничките заедници некаде пред 2 месеца, со тоа што методологијата нова која што ја практикувавме е согласно податоците од последниот попис од 2021 година. Односно се земаат во предвид, се земаа, бидејќи сега веќе и таа одредба како методологија укината, граѓаните кои што се на територија на Република Македонија, односно резидентното население. Ние би дали одредени насоки, односно би пристапиле кон промена на некои подзаконски акти, некои правилници, можеби образци, каде што досега беше графата со припадност на етничка заедница или пак националност, и новите конкурси и огласи би се спроведувале согласно постоечкиот закон без овие графи, односно припадност на етничка заедница или пак националност. Така да, она кое што го говоревме како приоритет на владата и на Министерството за јавна администрација е да направиме да создадеме една јавна администрација која што ќе биде базирана на квалитет, на знаење, на стручност, на компетентност, односно на добра услуга кон граѓаните. Се надевам дека во овој период кој што следи имаме можност да дебатираме. Кажав дека е потребна сериозна дебата затоа што ова е еден долготраен процес, системски процес и мора да има соодветна примена, повторувам, согласно уставот. Да биде појасно. Ги слушнавте Константин Битраков од Правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и министерот за јавна администрација Горан Минчев. Кратки коментари, со нека голем дел од овие работи што ги зборува, ги споменавме и ние, меѓутоа можеби кај Битраков треба да се спомене нешто, да се искоментира околу решенијата што ги спомена таму, што ги предложи, како да се внимава на соодветната, на правишната, на пропорционалната застапеност, а сепак да функционира и мерит системот и нешто што и двајцата мислам главно го кажа, законот не е никаде. Министерство за јавна администрација Минчев вели ние не го подготвуваме, немаме ништо и вели дука треба да бидеме внимателни и не треба многу да се брзи и искористи еден збор евентуално ако се донесе. Што се размислуваат и да не донесат како ќе функционира тоа. Па Иве вака, колку што успевам да забележам, некои од ставовите во голема мера на она што го говори Битраков се во контекст на ова што го говоревме и претходно, а тоа е дека балансерот е сепак една ригидна алатка, нели се согласивме дека во минатото се злоупотребуваше, ги кажавме примерите како. Она што сепак можеби еве јас би рекла дека
механизми за обезбедување на соодветна и правична застапеност, сметам дека ќе мора да се најдат некакви. При тоа мерит системот, компетенциите секако треба да се на прво место. Меѓутоа, другите држави познаваат системи каде што заради припадност на определена помалку застапена група, заедница, нели рековме и тука ги споменувате и лицата со посебни потреби или со попречености. Некои од овие аспекти државите ги решаваат на поинаков начин, со некој дополнителен бод во процесот на бодување на кандидатите, значи велам стручноста, компетентноста и дополнително доколку одредена заедница не е застапена во доволно, добива дополнителни бодови. Некои од решенијата преодни кои што ние ги предлагавме, рековме, велиме дека таму каде што веќе имаме доволна правична застапеност, доволна застапеност на определени групи, дека треба да се размисли да се отворат огласите за сите, а при тоа таму каде што има потреба да се води сметка за припадниците на етничките заедници или на оние групи кои што се помалку застапени. Меѓутоа ќе видите дека со законско решение не сум сигурна дали ќе можеме да го постигнеме тоа. Веќе ви дадов пример, позитивни примери каде што уставното начело без балансер се користи во здравство, образование и така. Но дали е да речеме опасно за да се од причина што овој вакуум кој што е оставен, значи се укинува балансерот и не се нуди по, да речеме, алатка или закон. А не се укинуваат партиите. Не се укинуваат партиите, ама не се нуди некој друго решение. Значи се создава еден вакуум. И во тој вакуум што ќе се случува? Како ќе бидат новите вработувања? И имаме уставна обврска, ама имаме ние многу уставни обврски други, значи имавме и за застапеност на жените и во вработувањата, и во политиката, и во собранието, но без да се менуваше изборниот законник, немаше да имаме денеска толку жени представени во собранието. Земете пример влада. Колку жени има во актуелната, во предходниот состав на владата? Многу малку. Една или две жени беа министерки, доминираа мажите. Значи, мора кај нас да има некој механизам, закон, за таа уставна обврска да се реализира во реалност. Сега, дали мислиш дека овој вакуум може да создаде проблеми и дали мислиш дека подобре е лош закон или механизам, како што беше балансерот, отколку воопшто да се нема закон или да се има хаос? Па знаете што мислам? Мислам дека е прилично деликатна и сензитивна темата и тоа гледаме во јавноста дека е така и дека се користи во секојдневни политички препукувања. И мислам дека требаше да размислиме за преодни решенија, некако поблаги након напуштање на балансерот, но сега ситуацијата е таква како што е, Уставниот суд нели донел одлука. Што ќе се случува сега? Сега ми се чини дека Министерството има веќе напатствија објавено како треба да постапуваат институциите при вработување, значи да не се користи однапред и самата алатка, но и во огласите оној дел каде што упатува на тоа од која етничка припадност вие треба да регрутирате за тоа работно место. Тоа не значи, пак има пречка да се вработуваат со граѓани од разни етнички заедници, албанци, турци, роми и така натаму. Мислам дека тоа нема да го попречи вработувањето, колку ќе бидат свесни, совесни институциите, оние кои што ги предводат институциите, тоа да го прават исто така е една важна работа. На што покрај велам овој вакуум за кој што Джелал и ти зборуваш, кој што ќе се создаде и кој што може додека се донесе законот да предизвика определени негодувања. За мене дилемата е сега ова законско решение, бидејќи не сме го виделе законот, ниту се уште е објавен во јавност, не е предлагач, колку што слушнавме од изјавата на министерот Минчев, не е предлагач Министерството за јавна администрација. Не знаеме што да очекуваме. Меѓутоа, моето прашање е
дали албанскиот политички блок ќе се согласи на помалку од балансерот или ќе бара повеќе од балансерот? Речеме, има Канада има еден, дали е закон или акт, каде што се почитува или се води сметка за правична застапеност на 4 категории жени. Тоа се visible identities, мислам дека, не знам, визибилни идентитети, тоа не ги нарекуваат, да речеме, црнците, току политичка коректност. Да, заради политичка коректност. Афроамериканци. Да, афроамериканците. И мислам имаше уште некои категории за лицата со посебни потреби, попреченост. И според тој акт се обврзуваат сите институции да подготват стратегии. Значи, при нови вработувања, колку е нивен процент и да водат сметка и за тој дел на правична застапеност. Но без при тоа да се допре до тоа што се вика merit system. И да не биде на штета на merit system. Да не биде на штета на merit system. И тоа да се почитува, но и да се води сметка и за правичната застапеност. И речеме во Соединетите Американски држави се уште и Бајден таму имаат извршни наредби од страна на председателот на државата. Декрети ги викаме. Да. Бајден издаде извршна наредба за сите федерални институции да анализираат колку имаат процентуално луѓе со визибилен идентитет или афроамериканци, азијати, испаници и така натаму, за потоа истите тие стратегии да се прилагодуваат во правец на обезбедување на таа соодветна и правична застапеност. Па да, предпоставувам дека решението ќе оди во таа насока, предпоставувам дека законското решение ќе оди во таа насока, но не сум сигурна дали фокусот треба да биде на институциите или на сектори или на групи на институции. Повторно ќе речам заради територијалната застапеност на едни други етнички заедници, дека можеби кај нас ќе биде тоа проблематично да одиме по институции, бидејќи ако го земете регистарот, ако ги погледнете институциите, велам институциите на територијата на град Скопје, Западна Македонија, Источна Македонија, можете веднаш да ја добиете сликата, бидејќи ја има процентуалната застапеност и по етнички заедници. И сега, досегашното решение, например, имате Министерство за економија, каде што имате 50% албанци, 50% македонци. Или фонд за пензиско и на 60. Ма како се стасало ако вика дека балансерот го користите како алатка? Што значи тоа, дека вие сте го злоупотребиле? Како? Затоа ви велам, овој ригиден беше системот на балансер. Мора малку да некакви пофлексибилни рамки да отвориме. Многу е битно што се отвара некаков општествен диалог за ова прашање, и мора да има диалог за овие прашања, бидејќи тука ќе биде прашањето што ќе биде доволно, што очекуваме да постигнеме во наредните 10-20 години. Правична застапеност е едниот елемент, жените, учество на жените на високите раководни структури е друга тема за која што треба да се дискутира. Лицата со попречености, апсолутно е ова што се споменува. Ние знаете ли колку ригиден систем имаме при вработувањето? Например, ако сакате да се вработите како административен службеник, вие морате да донесете потврда од лекарско уверение, од медицина на труд. Здравствена состојба. За вашата здравствена состојба пред да се вработите не постаро од 6 месеци, кое што секој граѓанин го кошта 800 денари. Секое вадење на таква законска лекарска потврда. Неколку пати иницираме, дека ова решение е прилично ригидно за лицата со попречености, кои што исто така треба да остават некакво право до работа и вработување, и дека е бесмислено. Во Белгија воопшто не постои, во другите системи вие не ви бараат потврда од медицина на труд дека сте здрави за да работите
во јавна администрација. Вие по автоматизам, ако не ја поднесете потврдата, ве изфрлаат од системот и вие не можете За да... лицата со попреченост треба дијагнозата да ми ја потврди. Што треба? Тоа се глупост. Еве, Тоа е градот. ви велам, па, заради тоа, ако се сеќавате, пред многу години имаше еден обид за вработување преку македонски шуми и преку лотарија на лица со попреченост. Имаше повици, се вработуваа таму, па се префрлаа по Распоредува. други институции за да се заобиколи системот. Така да сега ако се зборува за законско решение, добро е велам да се отвори дебата за овие прашања, да се отвори да се зборува поотворено, мислам, за овие аспекти. Бидејќи целата практика до сега не беше коректна. Да речем, имате министар кој што од претходниот состав, кој што по пописот на населението, од претходниот состав на владата, кој што по пописот на населението во балансерот ја менува одлуката и го става и нерезидентното население. Нерезидентното население според закон за вработени во јавен сектор се вели правична застапеност на територијата на Македонија. Како да речам, тие такви игри, добивање на политички поени без договор, ја рушат довербата на граѓаните и на народот. Тука предизвика револта и македонците во тој случај. Понатаму укинувањето на тоа решение предизвикува револт кај албанските сограѓани, бидејќи ви се чини сега нешто ви е одземено, а всушност начинот на кој што е донесено е некоректен, не принципиелен. Така да некако се користат ваквите инструменти кои што се многу осетливи за непотребни подвојувања и раздвојувања. Тоа и се најлесните гласови кои може да се соберат. Поттикнуваш страв и омраза кон другиот и многу лесно по тоа можеш да ги насочиш тие групи на гласачи или тие гласачи кон твојата партија. Нели балансерот беше и дел од стратегијата за реформи во администрацијата 2023-2027 година, која нели лани беше усвоена, помина во владата. Сега укинување на балансерот беше исто така дел од реформската агенда на владата, уште од порано, но и сега укинувањето. Тоа подразбирано реформите во администрацијата, што јас мислам дека ние додека зборуваме за овие теми кои што ја засегнуваат администрацијата, но ние го губиме фокусот за тоа што се реформи во администрацијата. Значи, тоа треба да биде целта на сите дебати во рамките на политичките партии, во рамките на експертската јавност, дека нас ни треба администрација која ќе биде малобројна, нема да ја чини многу државата, ќе биде ефикасна, ќе испорачува квалитетни услуги кон граѓаните и ќе овозможува сите тие политики кои се легитимираат на избори, значи тие платформи на политичките партии, да бидат спроведени успешно. Пошто ние имаме многу ветувања кои потоа не може да се спроведат. Има многу закони донесени, хармонизирани со Европска унија, но не може да се спроведат заради тоа што немаме ефикасна квалитетна администрација. Може би и обратно е, споменав длабока држава, може би ќе треба луѓе со достоинство, со интегритет и на раководни места во администрацијата и во администрацијата кои ќе спречат глупи, лоши ветувања, погубни ветувања да се спроведат и програми. Јас мислам дека државата многу е жилава Македонија и дека самата ќе ја прочисти администрацијата, односно само од себе, тоа што го спомена и Малеска, нема интерес во администрацијата сега, не многу конкурси остануваат празни. Завше разборе со еден висок партиски функционер, вели тешко доаѓаме до активисти, не е како порано. Како? Па со што вика да ги привлечеме? Со 23.000 плата, почетна 24 во администрација. Ми вика, па ќе одам келнер 50.000,
ќе земам плюс бакшиш 71. Одлично, многу ме радува. Тоа значи дека веќе нема политичките партии да Нема мораат да ги наставници по влечат македонски, граѓаните по, математика. по улици, туку дека ќе се борат за концепти и дека граѓаните ќе одлучуваат по концепти, по програми, по реализација на програми. Бидејќи види, знаете Ќе ми како? останат неквалитетен кадар во администрација. Мора некако некој Па има постојаната дебата дали системот на плати е доволно добар или не е во јавна администрација. Приватниот сектор земал повеќе пари отколку вработените во јавната администрација. Меѓутоа, кога ќе одите да работите во јавна администрација, се предполага дека сте се одлучиле да работите во јавен интерес и за јавно добро. Ако сакате да направите пари, да заработите, Да го да сте чувствувате и да го богати, покажете. ќе одите во приватен сектор. И мислам дека тие вредности треба да почнат да се негуваат, дека вие влегувате во јавна администрација, зашто На крај примерно написано не сте обратно. водени од профит, туку примерно сте до... Да, а кај нас се Во јавна обратно. администрација за Бидејќи- само богати. Така. Мислам не сите. Така, ама и најбрзиот начин некако да се доберете во нашето мало општество до позиција моќ е преку јавниот сектор. И ако се менуваат овие состојби, баш ми е драго, мислам дека тоа полека ќе доведе, ќе дојде до едно и прочистување, ако се намали, како што рече Джелал, администрацијата биде помала, поефикасна, тогаш и системот на плати може да се зголеми, се разбира. Јас не велам дека не треба да бидат добри платите во администрација, само сакам да кажам дека не можете се да сведете на системот на плати, постојано да ја зголемувате администрацијата. Пазите, ние сме го зголемиле во една година бројот на институции за 23 нови. Во една година, само 2022 до 2023, расте бројот на административните службеници, единствено кога се донесе оној закон да не можете да продолжите пензија до во јавен сектор. 2 години после 2 години после рокот на пензионирање, тогаш малку се подиспразни намали. Меѓутоа, најважна администрацијата е продолжена, како да речам, влада во акција. Таа мора да биде и една пообјективна тампон зона помеѓу граѓаните и политиката, да биде стручна, да ги артикулира гласовите само, на граѓаните. што покажуваат анализите, се не да е Боже с краја да е како што не дал Господ, односно како што ги дал Господ нашите политичари и за листа се преченски ќе бараат етничка основа тамо бројка, да не вулгаризираме до крај, меѓутоа ме интересира како стојат жените во администрацијата. Нема како во собрание тамо, има тамо, мора толку да бидат, мора по пописи и повеќе. Не, жените мажите. се повеќе застапени во администрацијата, да, од мажите? 56 наспроти, еве според овие податоци на МИОА. Еден добар податок ја. Нешто, не, но не е доволно добар, чекајте малку. Има раководни функции. Тука кога станува збор за Подолните Така е. Кога станува збор за избрани, именувани позиции, таму каде што политичките партии имаат своја доминација, да речам, и го распределуваат тој плен, овие позиции, овие работни места се твои, овие не се. Таму процентот се движи меѓу 23 и 30% жени во изминатите години според извештаите на Сигма и според извештаите на Европската комисија. Значи, каде што е моќта, политиката, одлучувањето, жените не ги гледате во толку голем број, ги гледате онаму каде што треба да се сработат работите, во се повеќе застапени, таа слика треба да се менува сериозно. Па ако е обратно, мажите нема да сработат, а жените убаво и добро ќе наредуваат и ќе има многу бркање. И морам да речам, знаете, ние што работиме на овие афирмативни мерки и поголема застапеност и на жените во политиката одлучувањето, викаме дека жените од етничките пак заедници се соочуваат со двојна и тројна дискриминација. Значи, од една страна како припадник на одредена помала етничка заедница, ама од друга страна и како жена, вие повторно немате еднакви можности да се афирмирате. Така што мислам дека и овој закон за висока раководна служба и оваа професионализација на тие највисоки позиции пак за граѓаните да им биде појасно, директори на установи, директори на
градинки, болници, директори на јавни предпријатија, директори на органи на државна управа, бироа и така натаму, агенции, тие се оние каде што според начинот на кој што се избираат и именуваат луѓето, се прави по соодлука на владат. Значи, гледавме такви практики во изминатите години. И се само да се вратам на одлуката на Уставниот суд, ми беше интересна дека се повикува за балансерот на членот од Уставот, кој што вика секој граѓанин има право, еднакво право до работа и вработување. Тоа е став 2, член 32 од Уставот, став 2, секому под еднакви услови му е достапно секое работно место. И често пати се прашувам зошто нам не ни е достапно ова работно место како директор на одредена агенција, кое што се доделува по пат на именување помеѓу се враќаме пак на партијата. Да покренеме иницијатива до Уставниот суд. Можеме, например, да видиме како Уставниот суд ќе одлучи, бидејќи, нели, сите секому. директори што сега се распределија по партиска основа. Мислам дека договорот беше тоа што го имаше ду и сега ќе го наследи Влен вреди. И останатото што беше, речеме... И се многу од дуи поменуваат во Влен сега и истите луѓе. Да, фактички ние може таа иницијатива кон да бидат на конкурс, така да. Да, на конкурсите. А видите, дел од работните позиции, дел од позициите се отворени на конкурс, меѓутоа веќе однапред се знае кој ќе биде идниот директор на или директорка на агенцијата. Одлука на партија дека овој ќе биде директор. Па тоа технички се административно се решава. Но имале и ситуација кога директно на влада со одлука се именува тој за... По тоа конкурс... Вака нема да сака никој со политика да се бави, што ќе прави, не може да биде фраер. Тие да сте директор на одредена институција е стручна работа, не е само политика. Да сте директор на здравствена установа, да сте директор на училишта, треба сакате како да речам, може би е добар примерот со постигнете повисоки. Да карикирам до крај. Во Британија премиерот или председателката од тројцата најдобри да избира. Сијановска Давкова, тоа што го споменавте вие за директор на тоа, ама нема тога кој ќе сака да биде премиер ако нема моќ, ако нема да поставува ти тамо да му се јавува да врши. Моќ тоа таму избира. Значи вие зборувате за овие должничко-доверителски односи. Да помогнем ова малку уште повеќе да го упростам со вработувањето и со присутноста на жените. Вие велите на директорски места ги нема, ги има во новинарството, многу анализи има до сега, последно време го прават по основа на тоа колку жени се, колку се мажи. Последно време многу повеќе се новинарки. Достоот понежден по новинарството. Колку се уредници, мислам дека главни уредници. Порано беа речи целосно исклучиво мажите уредници. Мислам дека сега се менува, ама зашто се вика за женски род уредници? Зашто уредничка? Уредничка, да, уредничка. Или министерка. Зашто не се вика министерка за... Таков не е јазикот, не знам во англискиот. И пеиве се обидуваме и ние да ги користиме овие форми, каде што ќе истакнеме функцијата во женски род. Ке албанците како е во албанскиот јазик? Женски. Министер како е? Министрија. Тоа е женски или мажки? Добре, ние користиме министерка. Да. И веќе се во... Не, зашто го слушав уредник, главен уредник, зашто уредничка, главна уредничка. Главна и одговорна уредничка, така треба да биде, да. Судика. Судика, да. Да. Да завршувам полека со резултатите од анкетата. Има тука кој ќе ги прашувате слободно граѓаните, тие стереотипи за кои што зборувавме на почетокот, некаде и во средината, се отсликуваат. Што покажа оваа анкета што е правена за оваа тема, за овој подкаст? Секоја нова власт со своји работници, а работата не сработена. Вработувањата по балансер се само вработени на платен список, не и работници кои ќе дадат свој придонес. За жал не се работи како треба во јавната администрација, огромна превработеност, недобра организација која не доведе до тука, целосен колапс на државниот апарат.
При вработувањето во администрацијата треба да се почитува уставот, а не само дел од него. Пренатрупана администрација и се уште правиме муабет за вработување. Таму треба масовни отпуштања. Никаде во свет не постои ваква глупост за вработување, секаде на прво место е писменоста и школото. Партиски послушник вработен во администрација. Многу лош. Многу лош имидж има администрацијата, не работници, партиски послушници. Нешто најглупава во новата историја на Македонија. За жал, беа вработени многу луѓе во администрацијата кои немаат соодветно образование, не завршиле редовно образование и немаат основна култура на однесување со странките и колегите. Единствен критериум беше балансерот. Тука уште една друга работа, што не ја споменавме, имаше многу кои што не доаѓаа на работа. Мислам дека тоа се среди. Политички систем, колку испаднаа? Над 600.000 луѓе. 2000. Колку што знам, 2000 административци беа. Не беа распоредени, не може да има. Беа. Ама не одеа. И многу од нив Што странство беа. секретаријатот за рамковен Да, договор. мислам дека беа 2000 или не. А после се префрли во политички систем, бидејќи претходно имавме, се сеќаваш, секретаријат за рамковен, за спроведување на рамковниот договор, од каде што се вработува, па после се распределува и да, имаше проблем, бидејќи огромен број на луѓе не беа распоредени да го остварат и правото на работен однос. Не е само нивна вина. Вина е на системот, како може да дозволи некој да некој Да зима зима плата, плата, да не оди на Што е работа. полека? Да кажем уште некоја анекдота. Па не анекдота, Самата ама сакав администрација е стереотип, никој не верува во неа, но никаква. тука сакав само неколку работи. Првен, сакав да речам дека имате фантастични вредни луѓе во администрација, македонци, албанци, турци, све. Значи, проблемот е што само на тие администрацијата со тие оперира некој 10, 20, 30% и тие се менуваат како ќе се сменат политичките партии, уште 2-30%. Значи, ние имаме солиден кадар во администрацијата кој што ги носи или треба да ги носи овие општествени промени. Меѓутоа, кога бидејќи толку политизирано све и испартизирана администрацијата, делот и тие луѓе остануваат неискористени кои ќе се сменат политичката гарнитура која ќе се смени. Така да не е дека само имаме лоши службеници, не имаме и лоши многу менаџери на институциите. Имаме многу лоши раководни кои што структури кои што не можат да го искористат, не знаат како да го искористат потенцијалот што го имаат и баш ми е жал за тоа, бидејќи системот внатре во тие институции за напредување. Или да, партиската книжка и таму е. Значи откако ќе се влезе во институција, потоа и за движење на таа вертикала иерархиска не се користи мерит системот, туку партиската блискост. така и тука и многу треба да се работи, да се исправи, да овие, да речам, аномалии малку да се зајакне таа култура на и свест дека тие што работат тука сепак професионално ќе извршат својата функција како британската администрација, без разлика дали лично имаат одреден афинитет кон левичари, десничари, се едно, мислам, кон било која политичка провиниенција. Но си дошол на работа во администрација, легитимно знаеш дека на изборите таа политичка опција ги добила изборите, мнозинството граѓани гласале и вие треба да помогнете да се спроведат тие политики, зашто тоа е во интерес и развој на земјата. Оти видите во приватен сектор, ако не работите, имате оперативни трошоци, ама не ги сработите, ќе колабирате, ќе банкротирате. И уште ова, само кога да споредам, едно прашање пак ние кое што сме го поставиле во едно скорешно истражување, а тоа е дали сметате дека правичната застапеност треба да го отсликува етничкиот карактер на земјата во администрацијата. Например, 50,8% од испитаниците одговориле да, треба. Значи, не мислат граѓаните дека не треба во администрацијата да има застапеност на сите етнички заедници. Ама како тоа се спроведува, да, сите имаат проблем. Дали механизмите се добри, сите имаат проблем околу Пак да се вратиме на партиите, на тоа претходно што го кажавте, дека и албанците се незадоволни
од вленизација до изација, односно од партизацијата на администрацијата. Мора малку да политичките партии се повлечат и се откажат и да навистина остават простор најкомпетентните кандидати да се такмичат за работните позиции. Сигурна сум и дека и тие луѓе кои што ќе бидат примени на работа во таква конкурентска трка, ќе бидат подготвени да дадат, да направат нешто повеќе за државата, ќе бидат подготвени да дадат повеќе од себе. Да. Мислам дека е така, вака вие сте за... Кај нив важат други критериуми. Кој колку придонел, кој колку гласови донел за партијата и ќе добие директорско не знам какво место. Иде, нели се договоривме дека се надеваме дека више ќе пристанат политичките партии да ги влечат граѓаните по улици, така што дека за концепти се надеваме ќе се заснува. Надеваме дека законот кој што и вие учествувавте како организација и лично од 2018 година, да. Почнавме да го работиме и порано. Што порано. Да се надеваме дека тој закон ќе биде усвоен во собранието и дека наредната власт која ќе дојде, ќе ги избира директорите на јавен конкурс. Нема да ги избира она, сами. Мислам, процедурата ќе ги избира. Да, процедурата. Ќе остави конкурсот, нивните вредности на кандидатите, мислам, да пресудат кој какво место ќе добие, а не партиските штабови. Дај Боже, многу футуристички ми изгледа, утописки да не речем, ама така, но во меѓувреме мораме во администрацијата многу да вложуваме на едукација на кадрите кои што се веќе вработени, на зајакнување на нивните капацитети, вештини и компетенции. Оти само така можеме да имаме некаков напредок. Ако не работиме со луѓето, не инвестираме во знаење, во едукација, во вештини, нема да има прогрес. Да со големи до крај работата, пак со анегдота ќе завршиме, конкретен пример, значи нешто се случило, анегдота. Не е смешно, малку е трагично, за анегдота треба да биде, ама е многу сигнификантно, за да го потврдам тоа со партизацијата. Не станува збор за албанизација, македонизација, туку станува збор за мемориизација, самизација, дуизација и се може би вленизација на администрацијата, на институциите. Во една институција што се вика дирекција за спасување и тие должничко-доверителски односи колку се битни и пресудни при вработувањето. Потребни се 2-3 места, едно место го бараше пред 2-3 години туи, а требало да му припадне на СДСМ. И меѓукоалиционо се расправат и Дуи вели тоа место мора да ни го дадете на нас, нам не припаѓа. Ама чеке, треба да биде македонец. Ние македонец ќе вработиме, ама на Дуи треба да биде место, ние ќе кажеме кој ќе биде вработен. И што се случи после тоа, ги кажа информациите до крај, да се раздолжат за гласање за или за постапување, помагање при изборот на обвинител за организиран криминал, треба да се раздолжат на одреден обвинител од Источна Македонија, кој што го поддржал изборот на и да го примат неговото дете, кој што имало мерак токму во таа институција, а имало и квалификации само за таа институција. Ама и мерак. Така завршуваат партиските. Мислам дека доволно имате што е таа тажна слика, која што сите веќе почнуваме некако да ја разбираме како неминовна реалност, па као се договараат, па едно време дури на телевизија отворено се договара коалиционите партнери кое место мене ќе ми припадна. Дури така слушаме на низ етерот кој пораки ги пренесуваат и тоа почнува да станува нормално и прифатливо, а не.
Не Да, треба така да разговараат, буквално како на пазар, тезгарошки. И повторно да се вратам Така- на уставното начало, нели секој има право до еднакво право до работа и работно место. Еве помалите Трајанов. Ама вие ќе се Максим. договорите меѓу себе. Колку добивте ги прашувам, знам доби 3, Павле доби 2, Неждет Јонѓа нешто добил, можеби 1-2. Јас секогаш го гледам и кога зборуваме за реформи во администрацијата, моделот на Хрватска. 3 фази. Фаза на формирање на администрација, фаза на етаблирање на администрација и фаза на европеанизација на администрацијата. И сега ние кај сме, се уште сме во фаза на формирање и експериментирање со администрацијата. Без да ја етаблираме како што треба и потоа нели треба да почнеме преговори ако даде Господ да почнеме и ќе треба Тај Боже. таа реформска агенда која е усвоена во Брисел и тука да се спроведе. Тоа е почеток на фаза на европеизација на И треба, администрација. рабро се спомена И Хрватска. Хрватска започнала со околу 70.000 административци. Значи, а ние започнуваме со 130.000, ако не грешам. А Хрватска е 4 милиони, ние сме 2 милиони. Сега под 4 падна, ние сме, не сме ни 2 милиони, милиони и 700. Да, но ова 139 се сите вработени во јавниот сектор. Значи не само административните И даватели на услуги. потесници, и давателите на услуги. И погледнете ние и структурата на нашата администрација. Нашата администрација која земете е прилично возрастна. Возрастна? Да, просечната старост е 46 месечини години на администрацијата. Земете дека половина од тие 139 се со средно образование, значи половина од целиот јавен сектор. Тоа значи дека за да можете да водите процес на преговори, тоа ќе бара многу аналитика, многу добри јазични вештини, многу статистика, многу за да обезбедите транзицијски периоди за одредени директиви кои што ги имплементирате, тие може да имаат сериозни импликации врз вашата економија и врз бизнисот. Вие мора да давате аргументи, да се да речам, да ги спротиставувате ставовите со Европска унија кога во тој транзицијски период вие ќе усвоите таа директива бидејќи може да ви го наруши вашиот пазар. Значи нас ни предстојат сериозни како да речам сериозна фаза во тој процес на преговори. Сериозни луѓе со вештини ќе ни требаат, со компетенции. Така сте вие невладиниот сектор, аутсорсинг ќе настапите? Не е тоа доволно, не е тоа добро. Државата не е добро. Не. Ние секако дека ќе помогнеме, меѓутоа администрацијата мора да го понесе товарот и мора да го предводи тој процес. Тоа е тоа. Мислам дека ви стана појасно. Ви стана појасни многу работи околу балансерот, не балансерот, позитивната дискриминација и така како што почнав, така и ќе завршам. Обидите за обезбедување една атмосфера, една средина, еден амбиент, ареал, како сакате, кој што ќе има интегративен импулс повеќе, кохезивен импулс наместо, како се вели тоа англиски, divide, да не дели дополнително. Се надам дека и законот, кога и да го донесат, ако го донесат, ќе ги следи тие мои надежи и мераци, го споменавме мерак. Имате вие нешто да дадете? Поменува се пас тие емисии. Јас мислам дека по оваа емисија многу работи се јасни во однос на балансерот, во однос на реформите во администрацијата и имплементацијата на Охридскиот договор. Верувам дека ги направивме појасни, како што гласи самата емисија, многу работи кои вам ќе ви бидат појасни и се надевам дека ќе се видиме на други теми, со други гости, во други подкасти во рамките на овој проект. На која такви проекти. Фали мендерит. Благодарам. Да биде појасно.